Се наоѓам во северниот дел на островот и ова е главната автобуска станица каде што стартуваат сите автобуси и се распоредуваат кој кон плажите, кој доле кон југ и така натаму. Денешната епизода ќе биде за превозните средства кои што може да ги користите ако сте тука или ако сте туристички дојдени на овој остров. Ги има многу, изборот е преголем и цените се различни. Па да почнем. This is Social Network Radio Podcast. MM, the Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show, Friday 8 p.m. New podcast. Let's get started. Сега сум на автобуска. Значи, едно од главните превозни средства се токму овие овде. Како има на сите станици, веќе неколку години ја држат концесијата шпанска компанија која што ги обучува мајкрежаните како се тоа треба да го изменаџираат. Ова е Талина картата. Оваа Талина карта со вредност, ако ставите внатре пари, значи носите треба исто како и во Скопје за градски собор, си ставате пари, ако имате 26 евра, тоа е месечен билет. Значи се додека стигнете до 26 евра, ќе ви ја одзима сумата 0,75 центи за едно возење, кое трае 2 часа, и кога ќе надминете таа сума од 26 евра, веќе понатаму секое возење до крајот на месецот ви е бесплатно. Значи може да направите тури и за 40 евра, но само 26 ќе ви одземе. Igor Filevsky Show, Friday 8 p.m. New podcast. Автобусите генерално се чисти и се користат буквално и од туристи, и од населението кое што е тука, и оние кои што живеат, и малтежаните. Ги има оние тајминзи, интервали кога се оди на работа и кога се враќаат од работа, каде што буквално се преполни, но генерално во другите појаси од денот комотно може да си дојде човек, да си седне и да патува на било која точка. Има едно правило, ако сте на автобуска станица и ако кренете рака, тогаш ќе застане автобусот, ако не кренете рака, не застанува, или, нормално ако стиснете од внатре, копче па да застане.
Ако биде преполн автобусот, онаа позиција напред пред шоферот, ако е полна, ако веќе има таму луѓе, тој не застанува на станици, додека не се подиспразни, не вози. Значи не може автобусот да биде преполн за да луѓето бидат внатре како сардини натискани и да вози. Невозможно. Лошата страна е што, например, на позиција, да кажеме, како од аеродром до центар во Скопје, генерално, може да патува и по час, час и 15 до час и 20. Бидејќи врти низ сите можни населени места, ја што велам, уште малце и по дома да почне на кафе да им застанува на некои куќи. Да, такви се рутите, буквално да ги соберат сите и некогаш тоа знае долго да трае. Има и оние екстремно брзи рути, посебно што одат до аеродром, бидејќи целиот остров, ако земеме предвид, дека е колку од аеродром до Ѓорче, може да имате представа од прилика каков е тој размер. Автобусите функционираат добро, јас ќе ви кажам само избегнувајте ги во време на туристички сезони, бидејќи сите кои што одат кон север, кон плажите, се буквално по цел ден преполни. И тоа трае. И ако седите на автобуска и ако чекате автобус, може 5-6 да поминат без да застанат на некои од оние главни точки кај што се хотелите, кај што се рентаат апартмани. Значи тоа е во периодот некаде од мај па до 10 септември. Тогаш, ако влезете во автобус, ќе кажете каде влегов. Иначе што се однесува до билетите, ова се цените. Разликите се преголеми од времето кога јас пред 6 години прв пат дојдов на островот до денеска. Но пристојни се, ќе кажам. Прочитете. Ова е интересно како превозно средство што може да се користи, ама ова е само за кратки дестинации. Значи велосипедот може да го користите во рамки на Аура, Буџиба, Сен Пол Беј и толку. Нема инфраструктура за да може да тргнете од тука па да стигнете, да кажеме, до Бизабуџа. Невозможно. Тарифите се интересни, ефтино. Првите 30 минути се 3 евра. Секој ден дополнителни 30 минути 2 евра. 24 часа да го имате велосипедот за вас е 32 евра. Сега, ако имате месечна или годишна картичка, автоматски паѓа цената. Тогаш, првите 30 минути и секогаш кога имате само 30 минути е бесплатно, бидејќи веќе ја плаќате годишната картичка. А секој додадени 30 минути на тие е плюс по 1 евро. 15 евра вие 24 часа велосипедот да биде со вас. Значи, треба да се пријавите, да се зачлените за годишна членарина од 80 евра или на 3 месеци 35 евра, месечна членарина 25 евра или неделна членарина 15 евро. Оваа неделна е убава ако дојдете како турист 7 до 10 дена и си земете велосипед 15 евра, тап ви симнува од картичка, си го возите велосипедот сите 30 минути за бесплатно, а подоцна ако сакате да додадете плюс уште 30 минути по 1 евро. Фантастично добро. Igor Filevski Show, Friday 8 p.m. New podcast.
l'obertura de Xavi a la dreta per Alves, a veure Dani Alves, la centrada d'Alves, Terri amb el cap, el control de To, treu la pilota malament Essien, la regala Messi, Messi per Iniesta, xut Iniesta, gol! Show, Friday, 8 p.m. New podcast.
кај крајот на денешното издание, мислам дека ги опфати сите можни превозни средства. Ако веќе планирате да дојдете во летниот период на островот, како да се снајдете, како да си ги искористите нив за да си го заштетите највеќе времето за шетање и за истражување островот, а и најефтино да се поминете. Сега има само еден лош момент, или ќе кажам, имајте го тоа предвид. Културата сообраќајна на островот не е на некое европско стандард ниво. Не може да очекувате тука култура како во Германија или во Каталонија, да кажеме, бидејќи си има зошто и како, затоа има многу пати зборувано до сега, ама тоа е ваше. Вие бидете внимателни, некогаш и покрај тоа што вие сте внимателни од другата, но кога ќе дојдете во еден предел, во еден, ќе кажам, место кое што население прескокнало многу скали социјални на прогресивниот развој, нормален, и пластично да се изразам, како што знам некогаш да кажам, преку ноќ скокнало од магаре на Ферари, и реално е за очекување тоа. Малта и на официјалната статистика, која што може и во Евростат да ја прочитате или во некои други математички пресметки, важи за една од понебезбедните земји во однос на сообраќајната култура. Само од тој аспект размислете кое превозно средство би го користеле кога би дошле на островот. И не заборавајте, на обратна страна од Македонија овдека се возат автомобилите. Некогаш и тоа представува проблем, иако брзо се учи. Видете ми во добро здравје, наредната епизода ќе ги шетаме супермаркетите и да видиме како ќе се движи храната со цени низ супермаркети, а останете уште малку со аутии. Чао! Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show, Friday, 8 p.m. New podcast. Let's get started.